Добро вечер. Денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. На овој ден, во 1893 година, во Солун била основана внатрешната македонско-одринска револуционерна организација со цел извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. По повод празникот, во Македонскиот народен театар се одржа свечената академија, а во свој одговор премиерот Мицкоски, меѓу другото, му одговори на Билјал Сами и неговиот повик на локалните избори да се гласа по етнички клуч. Тоа е добра лекција за некои други политичари на македонската политичка сцена, кои мора да разберат дека за да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики. Ако е тоа така, тогаш апсолутно не ја гледам разликата помеѓу нив и Али од Зајас, кого сакаат да го заменат. Во тој контекст треба да се прифати дека поедини градоначалници стана градоначалници поради волјата и поддршката на македонците, која не треба да се дозволи да ја изневерат. Секој чекор, повторувам, секој чекор има акција и реакција. А јас секогаш ќе се однесувам така, како што е најдобро за граѓаните и државата. На опозицијата ќе им оставиме време да се консолидираат и да размислат дали, например, ќе се осмелат да одат на предвремени избори, кои, да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни и дека е време за резултати и голема офанзива на секој план. Но нивната весела математика и ова упорност со надмудрување и создавање на вештачки теми и блефови треба да добие соодветен одговор. Затоа нека внимаваат што зборуваат и што посакуваат, може и да им се оствари. Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција. Го чув и нивното барање за предвремени парламентарни избори. Тие се надеваат на тоа за да се спречи падот што евидентно го имаат, а таа удолница што ја фатија е поголема од она што се оди од стража на кај Зајас. Сагата Скопје голема дива депонија продолжува. И денеска контейнерите во главниот град не се ни гледаат од натрупаните отпадоци. На само 15 метри од плоштадот Македонија во срцето на главниот град формирана е депонија голема колку едно кошаркарско игралиште. Срамната слика ни ја пренесува Јорданчо Цветановски. Нов ден, стара слика. Проблемот со сметот во Скопје се повеќе се продлабочува и целосното негово решавање оди мощно отежнато. И покрај иницијативата на дел од скопските општини сами да го чистат отпадот. Особено е поразително што огромни депонии се создаваат во близина на самиот плоштад во центарот на градот. Во близина на кејот на реката Вардар и на само една минута пешачење од плоштадот Македонија, каде секојдневно поминуваат стотици туристи, се наоѓа оваа депонија. Таа ја представува нефункционалноста на ова општество. Дел од луѓето кои ги анкетиравме велат дека не можат да поверуваат дека еден главен град има вакви проблеми во 21 век. Револтирани се што се уништува и нивното достоинство. Некои се скептични, некои оптимисти, но сите со иста порака. Сметот да се исчисти додека не се случила некаква епидемија. Срамота е, има странци тука на плоштад, гледаат тоа брука, срамот. Дали се чувствувате повредени и понижени? Како не, еве сега до тоа дојде. Сега има многу работи што не чинат, али па ѓубрево треба да го собираат. Трпат ради еден човек. Ради еден човек. Ради тоа. Дали сметате дека ќе се реши проблемот кој што Да, ќе се реши. Ќе се реши сигурно. За кратко време. Али ова овдека што го гледам овдека не е убаво. Само. Го шеташ детето, ѓубрето гледаш надвор. Мислам, тоа не е убаво. Не е само вината кај скопјаните што го прават проблемот, меѓутоа имаме институции. Сега се префала топката од еден на друг, не градоначалничката, не овој, не оној. Тие институции се платени за чистење на градот. Колку и како, ние тоа ќе си го решат тамо, не преку грбот на граѓаните. Лошо,
лошо. Греото е за деца што треба да пројдат покрај депонија или со количка мајка со дете да пројде покрај 300 ѓубришта и кеси. Страва. А тука доаѓаат туристи и гледаат? Тоа е плюс, тоа е веќе уште поголем срам. Тоа не е срамно па на народот, пак институцијата, комунална хигиена, нека си ја заврши работата. Со цел решавање на проблемот со отпадот, Општина Центар денеска свика итен кризен штаб на кој се донесоа неколку одлуки, меѓу кои и вонредна дератизација поради појава на огромни стаорци на нивната територија. Проблемот со отпадот од само комунален може многу лесно да се трансформира и во здравствен. Лекарите предупредуваат дека глодарите и инсектите кои моментално наоѓаат вистински рај во главниот град на Македонија можат да пренесуваат многу болести кои се опасни за здравјето на луѓето. Самиот угрис од стаорец или од глушец, особено од стаорец, може да биде кобен, да создаде инфекција, особено ако има и некоја инфекција, да не зборам сега тука и може кажеме и беснило и најстрашни болести, меѓутоа има многу. Од прилика се изброени 30 до 35 кои директно ги пренесуваат или најчесто индиректно, како што е кај чумата, со вектори. Меѓутоа не мора да се сретнете со стаорец за да се разболите. Доволно е урина, измет и така натаму. Ако ги уподрумите во магацините, сега имате многу стаорци. Ако тие мократ, таа мократча ќе се исуши и бактериите, некои од бактериите може да, како што ја кажав, лептоспира, која може и у фрижидер да преживее, може да донесете во вашиот фрижидер и да се разболите од некоја таква болест. Во држава има Институт за јавно здравје, Центар за јавно здравје, Министерство, има таму специјалисти по хигиена, има протоколи, не знам колку треба да чекаат да се јават. Секако и граѓаните треба во овој меѓу период да знаат што. Па е, како кажав, ова со урината на старци. Никогаш не пите од лименка, директно. Не само што да не пиете, и не истурите во чаша пред да избришете барем со крпа со вода или да измиете. Еве како еден пример, граѓаните треба се воздржат од фрлање на мебели, кабас отпад, картони, некои работи што може да ги случуваат на тераса или во гаража, да фрлаат само био отпад кој не може да го чуваат секако дома подолго од ден-два. Кандидатите за градоначалници денеска ги продолжија активностите во кампањата за вториот круг на локалните избори. Пораките ни ги пренесува Дејан Трајковски. Темпото за вториот изборен круг забрзува. По неколку дена мирување и консолидација, кампањата повторно го добива препознатливиот интензитет. Оние кои го бараат гласот на граѓаните се враќаат на терен. Кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски преку социјалните мрежи сподели видео како од изутрина се собира сметот во неколку општини заедно со коалициските и кандидатите од неговата партија. Ја повтори својата најава дека по негово евентуално стапување на функцијата за 72 часа Скопје ќе биде исчистено. Рано од утринава сосредување на состојбите поврзани со нефункционалноста на комунална хигиена овде во Кисела вода, во мојата општина, каде што зад нас се наоѓа една од микролокациите со континери која што е практично претворена во мини депонија. Вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена, се до моментот додека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму. Фантастично беше што влеговме во вториот круг. Фантастичното можеме да го очекуваме и понатаму. На овој начин ги посочи шансите за Скопје кандидатот на Левица Мециновиќ кој верува во победа. Вели изборот е помеѓу кандидатот на Скопјани и владиниот кандидат, односно влада која според него со сметот прави театар од здравјето на граѓаните. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Повторно ќе кажам дека во следната недела ќе имаме јасен избор помеѓу една уценувачка влада и уценувачки владин кандидат кои ни велат ако не ни изберете нема ништо да ви функционира. Имаме една опција која е обединувачка. Се огласија денеска и кандидатите на Карпош, Јакимовски и Лукровски. Кандидатот на Искуство за успех најави реконструкција на улици и победа. Кандидатот пак на ВМРО ДПМН преку социјалните мрежи посочи дека борбата станува се пожестока и дека е предмет на закани. Очекувам граѓаните на Карпош
односно сите опозициони сили да ме поддржат за вториот изборен круг, затоа што имаме програми, затоа што имаме резултати. Знаат граѓаните со кого се соочуваат. Денеска пред да дојдам тука веќе имам дојави и на закани на луѓе кои се блиски до мене од одредени локали, бизниси. После ова, сето кога ќе заврши, некој ќе мора да сноси одговорност. Не би го коментирал вториот круг не денеска, порача кандидатот и актуелен градоначалник на Центар Герасимовски. Вели, целиот фокус е на надминување на опасната ситуација со сметот. Неговиот против кандидатот Знам Лабудовиќ најави субвенции за учениците за лаптоп или таблет. Сакаме децата во Центар да имаат исти услови, ист пристап до знаење и еднакви можности да учат, истражуваат и да се надградуваат. Образованието е највредната инвестиција што можеме да ја направиме, затоа што вложувајќи во нив, вложуваме во нашата иднина. Во моментов, изминатите денови сме сконцентрирани на решавање на најголемиот проблем, а тоа е сметот кој што се шири и заразите кои што не де Боже ќе се шират низ општината. Не би коментирал за вториот круг не денеска, не на оваа пресконференција. Кампањата денеска ја продолжи кандидатот на Вреди за Тетово Касами, кој најави продолжување на проектите кои според него го подобриле животот во градот. Толку во вечерните вести. Пријатно.